nešto konkretno. Добре ми дојдовте. Да поздравувам од хотел Лимак, вие гледате нешто конкретно. Има едно правило кое што вели дека кажувањето не е половина здрави. Поставувањето граници е мирна глава, а имањето на принципи е имање вредност. Во последно време се повеќе сме сведоци на скарани пријатели, на растурени бизнис партнерства, на разведени бракови, па и на растурени семејства, ако сакате. Според истражувањето на Галуп, македонците се втори на листата на народи кои најчесто се лутат. И тоа е се заради непоставување на граници, често поместување на границите и на крајот доаѓање до она мој па преку мој. Се вели дека не би требало да се меша бизнис со пријателство, пари со пријателство, а богами често и изборот на пријателство и кумство знае да биде лоша одлука. Епа токму заради тоа со моите денешни гости ќе разговараме на темата дали тие знаат кога е вистинско време се да се испрати по ѓаволите, кога треба да дадат втора шанса, а кога во суштина се чувствуваат дека повторно се искористени. Јас денеска ги поместувам границите, па еве вака изгледам облечена во сидор. А моите гости ги најавувам со песна. Еве ги. Тој е водител, тој е актер и е фраер од Пелени, Мартин Трпчевски. Скопје, мој град, ха, а јас сум него. Скопје е мој град, да, а јас сум него. Таа е озборувана и оспорувана, а дали е и ограничувана. Марија Луиза, пеачка. Тој е поет и рапер. Тони Зен. Жими се, најди ме у клуб, излодена се паре. Еј, шими ја, шими јо, жими се. Рацете у вис, горе чашите. Дими джам, жими. Таа е сертифициран тренер за личен развој. Елена Антоновска. Добре ми дошле. Добро те најдовме. Добро. Ке се ограничуваме денеска или ќе пуштиме границите? Какви граници? Нема. Нема граници? На овакви работи нема граници, треба малце да се поместат границите, што се вика. Така, добро. Кај нас македонците постои нешто кога она ќе ни прекипи, се викаме нека оди се по ѓаволите, да не го речам другиот збор. Дали Кој беше другиот збор? И колку често? Добро. Колку често вие тоа си го викате? Нека иде све у ПМ. Не. И дали олеснува? Не. Не, а? Не дозволувам да дојам до таква ситуација кога треба да кажам нека иде све. Не може да иде све. Мора све да е под контрола, мора све да е со граница, така. Добро, ти си од тие таквите. Да. Ти, Тони, кога викаш све, нека иде све? Така. Гледаш ли? Он е поет, на него се му е дозволено, така? Колку? Да. Така? Да. И колку често ти тоа го применуваш и дали после ти е полесно? Постојано. Да? Да. И така си се чувствуваш после возвишен? Ослободен, да. Па секоја задршка или некажано нешто е канцер. Така. Така се создаваат болестите усвари од задршки многу. Сега зашо да го опцуј? Ако ти дојде опцуј, како е, така е. Сега треба да се игра некати со зборовите. Да избереме сега, ако има, да речеме, деца, сега ќе употребиме нешто покултурно, ќе го исилуваме, пример. Така. Абе, нека иде све у ќошот. Марија, како е кај тебе? Ти тераш? Јас во принцип сум бунтовна особа и сакам да си искажам, пошто мене гласот ми треба и не би сакала да заболам од хашимот. А викат дека тоа заболување ако не си искажеш, ако голташ све, ако чуваш на грло. Така да, бунтовна сум. И ти све терам у ПМ. Така, добро е. Ајде, Елена, ти стручно заклучи, значи, дали тоа е олеснителна околност и дали навистина помага? Помага, како не, само работата е да не дојде до тоа. Фино рече Мартин. У принцип, човек
треба да знае што сака, што не сака и тоа јасно и гласно да ги скомуницира. Тоа е полесно да се каже него да се направи, посебно ако припаѓаш на овој нашиот менталитет, нели? И затоа доаѓа до крајности, до идење у к или не. Ќош. Да, у ќош, на гравчиња да клечиш малце. Знаеш, мислам дека треба да си имаш некој интегритет и да си го тераш. Добро, окей. Ајде на почеток по еден совет да видам, чисто сега ве тестирам, знаете? Добро. Ве тестирам да видам што Колку сум луѓе сте. паметни. Да. Да видам до кај ви се границите кога ќе станете да си одите. Ќе видиме. Дури не дадеш поклони, снеж оди си одиме, а? Точно паметни. Јас сум тука дојден да Требаше бар бидам да убава. провериме. Така ли? Јас сум дојден да бидам убава. Да, секој со своите фетиши. Добро. Види, у секој случај, за секоја работа треба да знаеш да се сканализираш, нели? И не смеш ти да стигнеш до таа ситуација, освен во сообраќајот во Скопје, кога ќе кажеш Не можеш да одолееш. да. Тогаш знаеш. Меѓутоа за останативе работи што се секојдневие, мислам дека треба да знаеш кај ти е местото, што треба да работиш, како треба, тоа све ќе си поставиш, нели, у едно каналче и првиот момент кога нешто не, седнуваш, разговараш, се враќаш чекор напред, идеш чекор напред, назад, напред, знаеш, не треба да дојдеш до тоа да речеш ајде све нека иде. Разбираш? А у сообраќајот да. Забраќајот може дозволено. Види, ако не знаеш да кажеш, не ќе научиш. Така, добро, чекај ќе видим. Ти кај најчесто во Се сообраќај? било што? Убило што Абе, гледаш. ногата сум ми удрил по прстот, чуш динг, тој звони 3,5 минути. Затоа е он толку лаба. Какво држи? Нема тука стискање држање. Како е така е, пак ќе повторам. Чош иди таму. Него така, добро. Советот беше, Марија, се правили се за публиката? Па се зависи до каде и зависи што е тоа се. Добро, значи пак имаш некаква граница. Мислам треба да си има граница. Добро, Мартин, се правили се за другарите? Да. Да. Тврдо. Добро. Да. И го правам тоа. Добро. Океј. Тони сам паднал, сам се утепал или друг го бутнал? Како е кај тебе? Сам го... Како беше, сам го убил. Сам себе го. Сам себе се убил. себе се убива. Сам себе се убивал. Така. Па 100% фанки. Значи ти си 100%. од тие дека од себе тргнуваш дека. Све тргнува од себе. Од дома излезете, кој тргнува? Да. Ево тоа да тргнеме, или зборот прв кажете го, од кај потекнува? Така да се потекнува. Секој избор, секој одлука е личен избор. И сега тоа кој ќе го научиме дека све е личен избор, малку е полесно животот. Не дека нема да се избегне тоа, иди. Тоа ќе си остане дел од играта, меѓутоа се е од сепството. Така, да, и избираш дали ќе Во опсуеш или... потполност. Избираме со што ќе вакво комуницираме и играме. Така, Елена, дали клиентот секогаш е во право? Па не е секогаш во право. И у мојата работа е дозволено да се каже дека не е у право. Што е една од ретките работи, нели? Секоја услужна дејност вика дека клиентот е у право. Не е. Пошто со тоа му правиме некаква магарешка услуга, не? Ако нешто забележуваме дека не е како што треба или има некакви образци, размислувања, начин на функционирање кој што не му е корисен, имаме право тоа да го кажеме. Ја мислам дека тоа е сосема фер. Пошто нас не плаќаат многу убаво затоа што за да личиме, него за да Ако им е све завршиме уред, некоја ако е работа. све уред и ако се во право, Тој нема да те дојде тука. плаќаат, Па така е нормално. Да, не им требаш. Да. Така, значи не е баш дека клиентот или муштаријата дека е Не, секогаш. веруваме не. Секогаш во право. Да. Добро. Во однос на она што го спомнав на почетокот дека ние сме втори по љутење нација, значи она се љутиш, каков тип на луѓе сте вие? Влегувате во статистика, сте од оние кои што се љутат, инаку на прво место се турците, само да знаете. Стварно? Да, да. Им личи. Ја го потврдувам тоа, пошто Да. пола, да речеме, од мојата фамилија се љутат, пола не. Да речеме, ја и син ми не се љутиме. Нели? Кирка ми е прва што се љути. Мајка и по не за нормално, нели? Значи, 50-50, да, во ред е процентот. Така во ред. Да, во ред е, да. Ако секоја фамилија има, нели, повеќе што се љутат, помалку што не се љутат, значи да.
Океј, го поддржувам процентот. Како си ти си во статистиката или си статистичка грешка види, таму тоа излезе? статистика, мислам дека ние дека сме отворени, срцки, душички, природни и затоа може така спаѓаме у втори и турците исти такви се. Не знам, европејците демек они као не се љутат, они се сталожени, смирени при себе, значи они се оганот внатре, трпат, затоа сме стигнати до ова, пошто изгледа премногу сме се отвориле и сме искрени, па ни го надиле, баш поради таа причина. А дека сме се љутиме има зошто. Сега некој има пократок фитил, некој има подолг фитил, кај некој е поинтензивно, кај некој помалку. И ја на многу пати да, знам да се наљутам и тоа знае да ми трае и да бидам и наед, значи до крај ако треба ќе си останам, мислам, тоа се нормални процеси кои што треба да ги приметиме и прифатиме, не треба да се избегнува нештото ако дојде, тоа не сум ја, тоа е некое чувство што ми дошло од некаде. И окей е да се љутиш, нормално, мислам, проаѓа и убавината проаѓа и лошото проаѓа. И ако се љутиш, ќе пројде, и ако се радуваш исто на нешто, и двете работи ги прават. Битно е да останеш ти или ја низ искуството. Пак истиот тој, сталожениот ли, не знам како и да се остане тоа. Едното низ секое искуство. Тоа со статистиките, убаво кажам? Да. Спаѓаш. Мислам дека може да сме прво место. Не им се давам на турците. Спаѓаш. Не им се давам. за спаѓаш. Да, си спаѓа добро. Марија Табуна кај Битола шо се љутите вие или не се љутите? Можам да кажам за мен дека сум многу голема љутка. Значи, многу голема љутка, мора да биде по мој или никако. И Така. ако треба цела недела нема правам обед со цела фамилија, после една недела ќе им се јавам на сите, ај така да биде по мој. Ќе прифатат, ама мора да е по мој. Добро. Да. Добро, до сега имаме љутење. Две дома такви имам. Така, две дома имаш, дека се љути. Елена, дај да видам овој не се љути, да видам кај тебе како е. Од кој си ти? Не се љутам, немам зашто да се љутам, пошто и нешто да ми се случило, јас на нештото сум се сложила. Може да не го разберам, ама нема што да се љутам. На крајот на криштата, нели се е искуство, па ќе си научиш нешто од тоа. Иако со годините, морам да кажам, научив повеќе да зборам и сега веќе нема ни зашто да, нема ни шо да не разбирам. Така. Така ли? Да. Види, јас се љутам да сам на себе. Апсолутно. Сам на себе, ја немам. Апсолутно нема што Зашто му тука. се љутам на некој друг? Немам потреба. Ма јо. Тоа сега да го кажам. Јас се Да, љутам да. сам на Таа себе. љутина, таа е... Да. Нема сам кому на да се себе, љутиш. некогаш кога ако погрешам, мислам, ако некогаш се случи да потогаш се љутам сам на себе. Ма на сите се љутам, нема шанси само на себе. Не, она се Значи, љути на човек. сите се љутам, нема само на себе. Добро, тоа е стил веќе, тоа е понашање. Така, тоа е карактер, видиш. Добро. Се љутите, рече дека ти се љутиш сам на себе. Се љутите кога некој ве лаже, кога нешто по втор пат ќе ви го направи или кога знае дека ве нервира, а го прави тоа? Не, се љутиме кога сме глупави, разбираш, кога дозволуваме, да, глупави, плавуши. Извини се. Фала многу. Ама еве, Добро, све ти еве, кажа. иако сме фарбари. Да, иако сме фарбари. Мислам дека ја помина границата го стигна. Да. Значи кога ќе дозволиш Так. иста работа да ти се деси неколку пати. Види, тоа се решава. Се решава, апсолутно. Ако поставиш граница и знае дека до тука смее да иде, значи ако ги поставиш на луѓето, значи од деца, од пријатели, од Кој да е. роднини, Апсолутно. кога ќе им ставиш граница, он знае дека до тука, ако ја пројде границата, ти си му дозвол да ја помине граница. Тоа ти зборам да? Значи нема да му дозволиш уопште да ја помине таа граница, до тука Така да, застанува така, све. апсолутно. Седнуваш, разговараш, чекај другар. Чекај Кога братуче. се поставува? Чекај Или сестра. се договорите договоривме. на почеток На или го почеток. чекаш? Да, На да, почеток на седнуваш и све почеток. како што треба. Абе, сите си имаме некои граници у нас, што знаеме што е коректно, што е фер, што е морално, што е нормално. Ме разбереш, таа граница не може никој да ми ја помине мене. Не дозволувам, едноставно. Не знам како да ти кажам. Скроз. Ако дозволам, тогаш се љутам сам на себе. Не се љутам. Добро. Јас сум деве бајер, не знам вие која граница. На Табановце. Табановце, нагоре. Нагоре, добро, да. Ти пришол сум ја. Која има најмногу дупки за сваѓање да видиме? Е, таму кај што е тоа. Таму, затоа викам. Значи, дозволуваш и ги поместуваш границите, така ли ти? Или не? Појма не.
Нит Колку пати граници си? поставувам, нит има, нит постојат според мене. Така, добро. Да, има единствено комуникација. Работава е А да го разбере Б и Б да го разбере А, дека овој го разбрал. Крај. Границите може само да направат недоразбирање. У било каква комуникација. Ако поставам граници, зависи каква комуникација правиме се. И зависи колку е отвореноста кај секоја индивидуа. Ако сме доволно отворени, нема потреба да поставуваме граници. Одма се разбираме у моментот дали ја треба да ти исторам водата или ти мене или на 3-4 кој да земе кашкавалчето. Да речем, постои синхронизација прекрасна, кога се разбираме низ комуникација без граници, без суета, без етикети, без сите тие идентитетски игри, да речем. Ево, вака едно. Така. По суштински одговор, дами и господа. Ти благодариме, господине. Ти? Па не Или дека- си се љутиш ти за се? Да, што се и љутам јас, само нема везе тоа, него не поставам некакви граници. Пример, имам пријател кој константно лажи. И он го знае тоа И дека уште лаже. ти е пријател? И сите го знаат дека лаже. Да, сите знаат. И он сам знае. Јас Што сега се пример разбирате у тоа? Да, Тоа е. не, знаеш како пример му викам, за ова ти ме лажеш. Добро дете лажам, ама знаеш таков сум. И јас знам дека е таков. Па онда границата си ја поставила многу далеко. Што се вика. За него да, али не Можда знам. само и го прифатила таков Да, каков сум што го е. прифатила разбираш, таков ако каков што сакој е. значи Ама као чекај, другар, као ако пријател. излаже некој друг човек, а ти знаеш дека го излажал, тогаш како реагираш? Тогаш му кажам, прекини да лажиш, значи те лажи. Толку и тука завршува муабет. И не ти се љути? Не ми се љути, вика па да, лажам, што да правам. Вре. Тоа му е голема мана, али е Бар си многу добар признава. човек. Многу добар човек. И може да биде и лажга и да биде добар човек? Многу добар човек. Тоа е. се по две работи поврзани, Илена? Не би он- требало. Е, па затоа Не, ми е он чудно. душата ќе ти ја даде, али мора да излажи дека денес пиел кафе, а не пиел кафе. Да. Ама сега Значи, ако збориме не е за такви злонамерно, ситни лажги. Општо, значи он така лаже. Лажга, нема си. Лажење Тоа е лажга, па затоа ми е чудно, пошто нели викаат кој лаже тој краде, спие на таван Убаво и друго, викаат, нели? значи, убаво Е па викаат, така да. и не може Добро, да е скроз. добар човек. Спие на поткровле, да, станот му е на поткровле. Вошки имал. Тоа. Не знам, не сум проверила. Ајде да го заклучиме, може да биде добар човек што лаже или? Не мислам. Ја мислам Не дека може. Може, а? Да, апсолутно може. Јас се согласувам. Може, пошто па да, тоа се само некои идентитетски улоги се на добриот човек што поради некоја причина, нешто. А ако нема граници, можеби тој што е другарот што лаже, можеби ќе научи нешто бидејќи ти не му поставаш граници, може ќе се ослободи низ тој процес или таа комуникација со тебе, баш поради тоа што ти си таква со него, Да, може да, он ќе знае стекне свесност дека јабе, Не морам да лажам. Дали јас константно ако му даваш ти граници, уште толку он ќе цапа, мислам сум го искусувал истото, јас сум лажал и лажам. Не може да каже еден човек на планетата дека не лажал. Така. Еден да ми донесете овдека, еве ја не лажам, не сум лажал, Господ ќе биде и ќе се сите молиме, не постои таков човек, тоа е нормален процес. Не, и тоа е некоја Не. знам, некој Значи, кармички гледано, последици има. Прифаќањето на неетичко и неморално однесување, без разлика каква е неговата улога тука, он мора на некој начин да научи дека тоа е неокей. Збориме сега за луѓето, генерално за по некој што вика Мартин и мора да има некој се знае што е нормално, што не е нормално, што е прифатливо, што не е. Е сега, ако некој нонстоп го прифаќа него дека лаже, Тоа си значи го одобрува. негова карма, негов пат, нели? Апсолутно да, И он се треба да сложувам, низ ама тој пат да научи. јас со тоа ја зимам неговата карма, брат, значи му Не зимаш ништо. потврдувам. Не можеш да. Соучесник сум у оваквото. Не се сложувам, не. Океј, не зборам само да кажам моje мислење. Добро. Сакаш да Мала лага, продолжиме? голема лага, ситна за ова сум закаснал. Лага е лага. Лага е лага, И тоа е шо? како тече, како струја, како информација. Како ќе ние прифатиме, некој може да му е гајле и да постои да живее 200 години и да му биде супер све и да си лажен, пошто нема никаква свесност за карма или за не знам што, и така ќе си Апсолутно. постои он. Има некои луѓе кои што една мала лага, абе знаеш, овој ќе му тежи. Така. Ќе му тежи и поради тоа ќе се јават низа на проблеми кои што ќе станат многу покомплексни само ради тоа бидејќи он ставил многу свесност на тоа и грижа на совест им. Така да различно е, дискутабилно е. Пак ќе кажем, лага си е лага, ама добрина со тоа Ајде сега брзо кратко да одговориме да видиме дали треба да има граници. Позајмување пари на пријател, да или не, Мартин? Не можам така да го Ми генерализирам. кажи ми да овој или не, проблем. па после ќе направиме Да. коментар. Да, позајмување пари ти си за да. Елена, ти си да или не? Да.
И да, и не. Едно. Не може сега да. Не, Па са нели она? Не се љути на Нели едно. еден од Добро. Да не кажам, да и не. Не да. не може. Не да украдем. Ти ги овие двајцама. Ето и... Не, ја да, само се Да, добро. Да, и тоа големо да. Ајде. Пријател, да. Да, значи сите сте за да позајмување. Значи не е вистина тоа дека се расипува пријателството со позајмување на пари или Не. дека не треба Јас да сум се за меша, тоа да ми не? каже. Слушај, ми треба, не можам да ти ги вратам, Така. не знам кога ќе ги вратам, ја у мојата глава го превалуjem тоа, И не да расчистувам, пари. не, ќе му дадам, Ги отпишувам, па. ги отпишувам. Али ако ми кажеш ќе ти ги вратам за еден месец, Тука е. леле, брате. Тогаш више завршуваме. Динг-донг на врата, седнеш и пиеш кафе да ти ги врати пари. Па јас не би можела да Не, побарам. завршуваме готово, не ми кажуве. Не, јас не би можела да се јавам да кажам, абе знаеш парите кои ми ги дужиш. Зашо? Не би можела да ги побарам. ја не може Многу порано ми е сега, срам да можам. побарам Кажеш, свој чекај, пари. Това е Како сторија не? денеска. Ич. Денеска е 20 Кој датум сме денеска? 20 Аха, 20 Да. Да, али јас нема ни да се јавам, пошто за да не помисли Пушти ми стојка, тој молим. другиот дека треба. го барам заради парите. Нема да Не, се тој ден јавиш. не би ни Видиш, се јавам. нези е незгодно да си ги побара собствените се. пари. Види, Разбирам јас тоа. Да. добро, и тоа го мене ми е разбирам. незгодно, нормално. Сите сме биле у таа ситуација, јас го разбирам пошто сум била истата. Сега Добро. више не, разбираш, со години веќе тоа се твои пари, брат. Така, углавном со луѓето што ќе им позајмиш пари, сигурно комуникација да не решам ај пак секојдневна, Така, разбираш. Не скроз. можеш ти да даеш на некој што го комуницираш 6 Даде месеци. дошло прв пат те гледа. Да, па затоа јас кажам дека се дават пари на меѓутоа, луѓе кои ти си се прават на секојдневна рака. комуникација и 99% од нив, као и слушај, знам дека е четврток, дали може до вторник или ме разбираш, пак Да. пак не ги заборава, гледаш дека не ги заборава. А тоа дека пријателства се расипуваат од давање пари, не, пријателства се расипуваат од невраќање на Од дадените пари. непочитување на договори. Не почитување да говори. Добро. Одам со друго, значи, пријателство од корист, односно взаемно користолюбие, сте за или не? Не, а? Чекај, Тони? Не сум Заедно за, користолюбие. не сум за, ама се случува да е интерес. Интерес? Ама да се Ја знае од дека е интерес. Да, и тоа се случува многу често, може да се правиме ние као демек не знаеме, не све приметуваме, све знаеме и така си живееме пошто ни одговара. Так. Да имаме такви некојаш комуникации, таква соработка или другарство или како и да е. Значи пак ја кажам, до некаде и окей. Не сум го измислил ја тоа, не е... Така да, Ама се за тебе постои. нешто све е окей. Да, тоа не ми е Се окей. наљути. Сега више Тони, се се наљути, дали Не, не реков каква преска дека мој па бреку мој. Моме за тоа зен. Нема врска, нема врска со зен, него збориме така поголемата слика како е. И мислам дека не треба толку многу да се суди на тоа, пак е личен избор. Ако се договориме да бидеме од интерес, ама да знаеме дека од интерес ќе тераме. Пошто има и многу комуникации, многу дружби од интерес, а не се да одеме се сакаме, ама не се сакаме од интерес. Така да за да е од интерес, ама да се знае дека е од интерес, е окей. Па и договор да има. Нели ќе се дружиме се овој период од интерес. Може? Може. Тоа е окей. Дружна рука, За се тоа е знае. окей. Другото не е окей. Хајде, Марија. Не ме разбираш. Значи вака. Види се. Дајте нешто да нацрта човеков, пошто она. Од оваа. Не ми се свиѓа ништо од интерес. Ништо од интерес. Не, да? не сакам. И немаш такви ти некои пријателства, познанства од интерес, од користолюбие, Имам, знаеш. да, сум имала познанства, али во моментот кога ќе осетам дека е со мене од интерес, толку веќе тоа пријателство завршува. Нема, јас тоа што го мислам, ќе ти го кажам у очи и крај. А, кој е обостран интересот? Нема, јас не ги гледам луѓето за интерес. Онда не ми е пријател, значи, пример сега не знам, Снежа ме поканила во емисија. Мене ми е интерес и не е интерес, али ние не сме пријатели, пријателки. Не пиеме кафе заедно. Не пиеме кафе. Не, треба да почне. Да. Одам понатаму, значи, колку и да сгрешил, на човек од фамилија не смее да му се земе за зло. Ајде, Марија, ти. Баш на фамилијата му зимам за зло. На цела фамилија. Ми највише го јадат. Така ли највише го јадат за сите? Земам за зло.
Да, што се подразбира под тоа? Значи баш онака, Па, дури да земјоделство. прекинеш односи комплетно со некој член од фамилијата? Па да, знам да прекинам односи, али криво ми е, тешко ми е, ама не го искажувам тоа. Вода минаат. Так. И после паѓам болна, додека не ми се јават. После тоа сум болна у болница, пошто знам дека ќе ми се јават, да видат како сум. Ау, ти манипулираш? Да. Не стигнавме до таму. А се прави ништо не разбира. Ама не манипулираш, ушок преска. Не го снимај ова. Тој збор не ми е битен. Објасни ми, Готово. Марија, што е тоа манипулирање? Готово, нема сечење кадри, нема, ова си вози. Не. Да. Добро. Нема, ово иде у живо, Да. Добро. Односно, дали се простува се на фамилија? Или им се зима за зло? Па не се зима за зло. Не, а? Да. Ама се прекинуваат некои односи, или? Тоа се случува, да, и мислам дека пожелно е да се среди ситуацијата или да се прости, поготово од тесниот круг у фамилијата, отколку да се тоа некако така води некој, па не знам, инает или како иде. За да се тоа Затоа што нели викаат крв ти е. И за тука има можеби граници до кај може, до кај бива, до кај не бива, и тоа треба да се знае, пошто многу фамилии, многу семејства се растуриле, се растураат, сме имале искуства од дома, проблеми, таа фамилија, оваа фамилија, знаеме убаво какви се ситуациите. Некои може така треба да пукнат, некои може треба проба да се стабилизираат. Пак ќе кажем, тука секој си поставува граници. Мене лично, ако ме прашате, поубаво е да не се тоа некако памти по зло, него да се оправат работите. Добро. И да се научат лекции. За на подобро, ако е на подобро. Ако не е на подобро... Така. Добро. Елена или Мартин, кој? Значи, ајде, Елена. Освен ако не сакам пак точка да стаи. Шлагот, црешното да стаи. Не. Заврши. Ајде ти ќе завршиш сега. Ева нема да растурам нишегото. Не, ајде. Јас се сложувам со него, пошто у принцип фамилијата е можеби најблискиот до нас. Некако она ни е баферот. Ние од таму потекнуваме, мислим, и преку нив ги учиме нашите лекции, нели? И тоа што се случува у фамилиите не е случајно, него има зашто се некои сетинзи такви какви што се. Иако мислам дека со текот на тоа учење, нели, растење индивидуално во фамилијата, секој ќе си најде некаква граница на тоа што може, а што не може, можеби, не? А одговорноста за тоа дали некој ќе научи или не во фамилијата, ние можеме да носиме само својата одговорност, не можеме да гарантираме дека они сите, нели, ќе научат нешто од било каква ситуација, али можеме да се носиме со тоа. Значи, прекинување односи... Мислам дека или тоа не е здраво за не е никого. здраво, така. Не. Јока. Значи да се крв ти е, фамилија ти е, можеш да најдеш Да, начин но да тоа не значи комуницираш така. без разлика на се. Да. Добро. Ке најдеш начин да комуницираш, а при тоа да се заштитиш, ако веќе твоите граници се, Так. да речеме, поминати, најди начин таа комуникација да биде колку толку Да го викнеш на Хармонично. свадба и на роден ден. Ке го викнеш таму. Ќе го викнеш. Што да му правиш, ај кажи се. ручек. Еви сега Дора е. Ќе дојде па... Да, ќе дојде. Ако Види го па дошол, ја го викнав како Види го па дошол. Замисли да не дојде, да го викнеш и да не дојде. Замисли. Па не као беше. Марија каже. Одма ќе се наљуди. Еве Марија, ти си скарана Не да речеме кажам, со да некого, така ли, и го викаш на свадба, пошто од дома ти викаат, мора да дојде на свадба. Добро, јас нема да викам на свадба, мајка ми ќе ги викне, ќе ги покани. Сите така да. Ако не дојде, onda она нека се замрса. Ама ако дојде, Ако дојде, пак ќе се наљутам. Лутко бъди шо. Човече. она Значи си не, крајот не се фаќа. гледаш. Да не Зависи дојде. каков ми е хороскопот денес. Како ќе се разбудам? А што си во хороскоп? Рак. Па јас сум... Емоционална. Па јас сум рак, што, ама мене раху денеска друго ми вели. А у подзнакот е клип. Девица. Само подзнак. Познак, душевна болница. Јас како дупла девица, Ајде, ти кажам што ќе што кажеш? фамилијата е Светиња, Така. фамилијата е на прво место
И среќа што можеш да разговараш. Значи, никогаш на прво не донесуваш одлука, никогаш не се љутиш на прво, него седнеш, разговараш и ги решаваш работите. И тоа е еден здрав и нормален начин за било која фамилија да функционира. Зборам за најблискиот круг на фамилија, ме разбираш? За другата фамилија, што е подалечна фамилија, не би се трудел толку. Меѓутоа, среќа па многу разговараме во фамилија. Значи, кога се појави проблем, заеднички го решаваме. Ама тоа си ти дека си разбран човек, нели? Меѓутоа од другата страна кога постои човек кој што не е разбран, тогаш како се однесува? Тоа е идеална ситуација, пази, супер би било да е така. Сите сме дома така воспитани. Да, меѓутоа почесто случајот кога нели не наидуваш на разбирање од другата страна, тогаш како се однесуваш? Што правиш во тие случаи? Лечиш трауми од детството. Така? Да. Реално. Или како викаат, подалеку, па да не се гледаме, а? Тони на првото прашање, така? Да, па затоа викам. Прв збор кога доаѓа странец тука фудбалер кошаркар, што мислите што учи? Добар ден, како Совки. Цовките, па тоа е, па тоа е срштата. Нека ставаат титкање, нека иде добро, ама Да некогаш се отворам, јас сум мојот да се отвориш со тоа, ама нели викаат дека е пола здрави и оттак ти е све полесно. А зашто пола здравје да имаме кога може и целосно здравје да Па имаме? ти ем да се наљутиш, ем да опцуеш, види ја она, затоа е здрава. Све. Здрава, права. Попееш како? Чекај, што би рекле кога ќе ја погледнат, затоа си така жголјава, ти си многу љута. Затоа си ти толку слаба и ниска. Не си пораснала че си љута. Гледаш ли тоа има? Добро. Ајде одиме сега, уште се задржуваме на фамилијата. Значи, родителот и да не е во право, мора да се послуша. Или под прашање како да му се каже на родителот кога не е во право или дека кога не да го послуша. Мене тоа никад не ми успеало. Не, а? Шо кјутек јам јадам. Не, джабе. Да, джабе. Не. Нема нова прашање. Добро. Не можеш, окей? Ти? Па ако не е во право, треба да се каже дека не е во право. Реално во денешно време какви све родители треба да не се родители, така да ако не е во право, не е во право, али сепак треба да се има респект. Треба да си има авторитет. Како, не знам, како постар, ајде, како... Сепак тој родител ти е родител. Треба да се има респект, да се почитува, али и не дека е во право. Така, добро. Ке ти кажа, Пример, ке му речеш, моите, добро? секогаш биле, ти да пееш, нема шанси. Пејачка никогаш нема бидеш. Зошто? Заради тоа што тоа не е добро, тоа тебе ќе ти наштети и некои такви работи, еве, денес јас пеам, не сум ги послушала. Така, ама они сега уште си држат до својот. Не, сега се прифатија? као да ме во права си била ти, да. Добро. Океј, Тони, како е кај тебе? Па, како, ако е, кога станува збор за родители, колку и да не се управо, окей, да им се даде до знање, така е, управо си. Така. За они да разберат после. Мислам, тоа постои од секојаш ке постоело. Така, да. И јас сум и родител, и син сум исто, и кога и да биде и понатаку иднина и не знам, мајка ми здраве Боже, кога да има 100 години, ја да имам 80, пак ја ќе бидам синчето и ќе треба да кажам, мамо, да, управо си, колку и да не се они управо. Убав, сега, не знам дали убав гест или па се лажеме, ама окей е да се заврши таа комуникација без натегање кој управо или дали ја или ти, него едно да, окей, така е. И родителот секогаш ќе разбере. Ако направиш поинаку. Значи, не може родителот да не разбере и да не е управо, он ќе знае, ама ќе води не, да ма попуштате му. Така. Тоа е супер. Добро. А родителот е секогаш управо и треба да се послуша. Ете, мен 20 години ми вика да се оженам, ја ги слушав 20 години, вика утре. Не, види, во право се и треба да се слушаат. Сега, јас сум имал искуство кога не сум ги послушувал, меѓутоа, ќе се вратам на Љутко, тука доаѓаш до, како рече, малверзација, како рече? Манипулација. Манипулација. Значи, тука доаѓаш до манипулација пак со разговор. Супер е тоа, браво, да, така ќе направиме, меѓутоа, слушај, а вака да направиме? Што викаш? Ме разбираш? Абе, зима е сега на лето да се ожена. Да, чекај, сега е па сега, Па инфлација е најследното. Пројдоа 20 години додека јас не ги послушав, ме разбираш? Така. И биле ли во право? Не.
нормално дека биле управо, Биле во право. меѓутоа и јас бев во право, требаше прво да изживеам животот па да се оженам. Добро, така. Ти кога ќе се жениш, Марија? Јас не планирам да се женам. Да се мажиш? Добро. И тоа не го планирам во Едно скоро. од двете. Така да, Зошто? па, за да не дојдам следната емисија и да кажам не беа во право мој Грешка. Така ли? Млада, А како да поставиш граница да престанат да те прашуваат кога ќе се мажиш? Па, тоа се дешава сега моментално Па, само на знам слава. тоа. Значи идам на слава и веќе е тука цела фамилија. Ба, ајде кога ќе се мажиш, веќе 32 си ги направила. Јас не планирам. Ау, престарена си готова. Нели? Јас А сакам не ти дека не- носат некое момче да ти кажуваат кое што Да, како? ми си има да се не тоа, да ми донесе. Раскажи, ајде. Озбилно? Да, Сериозно си. да. Па раскажи, сакам да Во слушам. 21 век? Да. не беше Од Австралија беше да, на баба ми Леле, комшија. тешко нас. И горди! А што да правам? Сега ќе си беше у Австралија. Ти пееш во Што ќе Не правам во верувам Австралија? дека и ова ќе чуемам добро. Е, па гледаш. Не, не, не. Што мислиш, зашто тоа ти го прават? Ти не си поставила граници или оти многу се љутиш? Па не знам зошто тоа го прават, али едноставно го прават. Слушај, можда тој од Австралија го спремиле. Слушај, ова е љутка. Само климе со глави, вика дада во право си, дада во право си. Не Човек од тоа, Австралија. баба ми вика, баба ми има 23 години, вика, уште твојата свадба да ја дочекам и ништо не сакам. Така беше и за брат ми, да дочекам свадба од тебе. Чекај, ај, едно внуче, прав внуче да дочекам. А чекај сега, другиот брат да се жена, па сега јас. И така баба ми чека и не испреќа сите. И па добро, да. Ќе ве надживе. Ќе те видам ти кога ќе бидеш баба. Да. Ке видиме. Стај се у нејзина оваква. Што чекаш, ајде? Мажи се. Дај го тој од Австралија, врати се. Ке донесам некој, ајде, ке речем се омажив, готово, све е Абе, не средено, мораш, само за да ја направам еве среќа. го, само чекаме, ресторан нема оваа година, следната година, па музиката откажа, нема кој да ни пее, следната година и готово шо. Сакам Тони Зен да дојде, човек Тони спрема е, концерт. да, Австралија. Може човекот Со запатен. кенгур ќе дојам. Ќе се боксуваме со кенгурот за Добра идеја ти е тоа. Готово. Добро е, сме се договориле таму кај Марија, добро. Е сега, Мартин, еве ти да дадеш сега совет, пошто ќе идеме на реклами, до сингл момците, како да престанат да им се лепат спонзоруши. Ајде. Како се поставува Сега ми таква бегаш граница? од темата. Не ти бежа. Сега ми бегаш од темата. За Сега мажачка, ми за искористуваш женачка? сега. Ми За искористуваш. мажачка, не имам такви сега специјални. Гледаш, За мажачка, за женачка и сега на другово И име. сега уди на Мартин прво. каква е оваа Ја не сум ситуација? сингл и готово. Ја не сум Каква е сингл, оваа што има да одговарам. не е во Заборел која бил сингл, Така што да ќе тебе? 10 години поминаа. Ама ти да им дадеш совет на сингл мажите како да не им се лепат спонзоруши. Прво местото на излагање нека го одверат кај што не излагаат такви девојки, второ За нека не се- изграда. За изграда. Пред кооперација. Кооперација. Кооперација нема шанси да ти дојде. Не, види, сепак сингл момците кои што сакаат и кои што ги привлекуваат тие спонзоруши, они сами си го бараат. Така е. И тука нема ја што да им кажам, продужете со спонзорушите, спонзорирај батали, и тоа е варијантата мене. Па така да. Ама затоа што има и мажи кои што викаат не можам ни една нормална да најдам, све спонзоруши ми се лепат. Нема грешка, сега, значи. педигрето, све зависи од Како педигрето. зрачиш, тако привлачиш. Апсолутно. Така е. Зракот да си го смени. Пошли ме. Да фати некоја друга од Од мириса тој, мириса тој на така длабок джеп мириса можеби, на Мириса на пура, нешто, на да, брайтлинг да. мириса, не знам, Мириса на тој длабок джеп. случајно нема да се најдат кај него. Така ли е? Добре, одиме на реклами. Да одмориме троа. Ајде. Само нека прозвучи нешто конкретно. Те добре ми дојдовте после Добро рекламите. те најдовме! Од кога не сме се Од пред виделе? рекламите! Не сме се виделе. Да продолжиме? Чекај после рекламите. После рекламите. Добро. Ајде сега, уште малце на тема, па имам некои предизвици за вас. Значи, мажите полесно, почесто и поодлучно пресекуваат и поставуваат граници. Така викаат статистиките. А во однос на жените, кои што многу почесто нели ги спуштаат границите, ги поместуваат, па даваат шанси, освен Марија која што се љути. Тоа сум и сама, 32 години. Значи, дали има вистина во тоа или како вие гледате, не знам.
Има. Има, дека која машка одлучи, да. Значи, секогаш кој да се стави граница на буџет за шопинг, жена ми ја мрда. Разбираш, ја останувам на таа граница. Добро. Ма разбираш, нема шанси, не еднаш не се десило да рече добро таа граница е. Ма разбираш, него се мрда граница, се мрда. Ама кондурите ме викаат од Исланд. Абе не да ја викаат, името и го зборат. Така, по име. подпишани се со мое име се. Значи подпишани. да, тука е управо статистиката, не би коментирал, да. би влегол више од друга тема. Дубиоза некој. Да, мушко-женски односи и Не, више не. тоа требаше 4 емисии тука да се. Комплициран. Добро, тоа за следната овако. Значи поместуваме ние жените Серијал цел почесто. направи за тоа и Почесто поместуваме граници и тоа е Тоа го правиме вистина. ради емпатија, ради хормони, ради нешто што ради што правиме. Да си најдам оправдување, да речем. Знаеш како? Не, како и да сакаме ние да се понашаме, нели, и да се представуваме, по принцип кога ќе се посветиме на еден човек, ние сакаме да ја имаме сигурност и стабилноста во животот, затоа што сепак тој е човекот во нашиот живот за кој што ние сме се одлучиле. Даваме се од себе. Ова е генерализација, нели, има и вакви и такви Зборите ме, случаи. баш ми ќе разбере дека значи ја ги поместам границите заради него. Тоа сакаш да кажеш, нели? Не, далеко не од тоа. заради него, него заради нас и децата, пошто сега збориме кои што Така. сме ги створиле со тој човек, ако е тоа, нели, за оние што ги створиле, де. крвта да ни исцицате и тоа е. Е, така. Така е. Не те слушна. Ништо, јас си кажав на микрофонот. Крвта да ми исцицаме. Да ни исцицате крвта. така да не кажам. Види, ја не сум крива. Не, па не сте вие криви, ја тоа го Ние не кажав. сме криви заради тоа што вие сте не одбрале. Така е. Што сум ја крива? Ја не сум ништо не ви се меша у изборот. Вие сте не Серијал одбрале. отвори 4 Па не сам емисии. секој кого одбира. Да. А не, мене ме одбрале. Не знам кој кого одбира. Снимки имам од бирањето, не се Снимки крие. Снимки Така? имам од бирањето, да. Одлично. Мене ме одбира. Прекрасно, волшебно. И тоа на ВХС уште, Така? тогаш снимаше друго, ВХС беше тогаш, бе. Сакаш да ја гледаме снимката? Ма која сакаш? Со бе? Снежа заедно? Копија, има копија. Добро. Да. А под кои услови се менува маш кога ќе влезе во врска? Се менува под некои услови или Не. ти не знаеш? Не сум мажена, не сум во брак. Биологијата, биолошкиот сад кажува, биолошкиот доста е, сега имаш за што да живееш, сега живееш за таа фамилија и треба да си среден, напрен, стабилен, цврст и треба да си ја гледаш фамилијата и ништо друго. Така, И значи тоа е си тоа. доаѓа време. Јас сум Да. за тоа. Имаше еден пост дека мажот се прибира дома само затоа што му паѓа газот, да ми простите, а не затоа што нешто, не знам што се десило у неговата Повелете глава. Мартин одговорете. Не е. Паднат ли ти не е е газ? точно. Како не? Знаеш, Што ни неќе да одговара да ми праша? Не, ја мудро наблюдувам. Не, нема врска. Он планира Задникот, шлагот. дали му е паднат? Трешата, Види, да. право сте сите. Он на крајот ќе даде закон. Баш, Се шалам, се сложувам со него. Не, Така. биолошкиот сад кажува сега. Ама и двајте да сте посвети се управо, на тоа. озбилно. Сега Па, посвети се на реално, тоа и Сашо. готово. Значи, жена не може да смени маж, туку едноставно мажот. Никој никого не Не може да Ни се... ја жена, ни она мене Природен не може. процес, Шо е? природен процес Природен што процес. се Да. случува кога е веќе заедница. Са некаде успева, некаде не успева. Се Секој зависи се до менја каде како е да, егото, до каде и наето, Да, се. граници имали, немали. Разговорот дома, разговорот дома со сопругата, со децата, со Све. Така, Марија учи. Да, Знаеш, слушам, затоа слушам знаеш пажливо, да. Значи да си не се труди. не се Како не се трудам, нели гледаш како гледам? Не ти, она да не се труди да ти каже. Не, готово. Не, Ќе па да се знае наљутиш. дека Ќе се наљути. да не мислиш дека можеш да го смениш, тоа рече Елен. Не се менува. Да, јас така мислам дека. Дозволува да биде сменет. Така е. Е, голема Нека разлика. лоза е дека ние сега ако ќе решиме, разбираш, не, он е супер, ама не знае, разбираш? Ја ќе го Да, и сега јас ќе оставам у винкла, ќе го издресирам, вака. ќе му направам. Да, вака ќе го направам и он ќе седи ко попче тука. Тогаш се тие што викаме Ало, бре. кои што се неуспешни. Тачно. Тогаш секој си бега на своја страна. Кај си тргнала, бе? Така да. Значи, нема небрусени диаманти. Или си го зимаш диамантче, или... Или ќе си живееш со небрусен. Јас сакам готов производ, Ке си го да дојде да прифатиш ме таков побара и... каков што си е и тоа е тоа. Он има избор да се промени, тоест да се прилагоди секој од нас, не само мажите. Така е. И тоа е тоа. Шо се? Така.
Добро. Таков ќе ти дојде. Ќе ти најдеме таков. Готов Среден све. Среден, И со значи- ако сакаш ќе ти најдеме. Не. Некој artificial intelligence да ја направиме некој совршен. Ќе му се наљутиш. Да. Ова е пубаво, прото е пубаво од второто њута сум. Абе, зашто мушко се требаше женско да биде? Вака, ќе ти најдеме некој со две готови, А ај како чао. се излегува на крај со вакви терсене луѓе? Не бе, она не е терсена, зашто? Она си е своја. Она си е своја, зашо? И секој си е свој. Затоа што некои кажуваат дека е терсене баш заради тоа што Па си има тие што- свое мислење и поставила свои Ма граници. тие Тоа што сакам. кажуваат нека се сликаат, бе човече. Она си е за себе окей. Мене вака. Ќе им се наљути. Значи, станувам кенгуру до Она си е Австралија, ти скроз текна окей. бинг, бинг. Така и треба да биде. О, на мене терсене. Ја ли Тука со сум? двете нозе. Бинг. Мене вака. Не, сам- Ова е веќе вреѓање од водителката. Нели, нели. Тука нема Мислам дека граници. Треба да... Ту е сега Ќе ако зборам постои на граница. оваа страна, вака Не си нема да ја ти. гледам. Не грбнизеј. Човече. Мене вака. Зашто вакви работи? Оно моментов мисли да си ги земе поклоните и да се нањути и да си отиде. Ама не може залепена е со микрофонот. Брзо на тоа. И микрофонот ќе си го земе. Гледате ли? Па со микрофонот продолжи да пее. Јас сум љута. Ја на почеток сум ве ограничила со движење, сум ве брзала со микрофонот, нема бегање. Граница. Ни останаа уште предизвиците да знаете и на крајот имаме заклучок, ќе ви го прочитам после за да вие размислувате. Предизвици. Марија, те вика Зашто јас прва? пријател. Зашто цела вечер сум ја прв. Донезе седна и Не, точно, не. Значи, добро, ајде Елена. Еве Елена ќе ја прави. Ајде Елена, да не се љутиш, ајде. Може. Вака. Само да не ги смешаш се. Значи, Па значи гледаш како си поместувам граници. Тоа добра ли е карактеристика Совршена. или чекај Ама се виде да со прашам. каква манипулација попушти. Ми сврте грб, не дали тоа е добра карактеристика или добро сум ја проценила ситуацијата? Сега сакаш да се лажеме или шо? Или сакаш да за емисијата ова беше добра проценка. Иначе не. Ако проложиш и дома така да ги Иначе поместиш не. границите да попушташ, би била совршена. Пошто емисијата немаше да заврши до утре, зашто ти ќе се натегаме со Марија, дали да каже Ако се нешто. патевте, двете вакви. Добро, добро. Слушна ли што ни кажа? Леле, мене вака. Ау. Со скањавото онакво. Како се вика убител ако некој е многу слаб? Па, Вака. таква си. Каква си? Ајде, Елена, Кажи. ти доаѓа во куќа потенцијална снаа. Добро. Ама од Се потресов од само од значи човек. Ама не е од добра фамилија, значи ти знаеш дека не е добре. Сега имаш право да кажеш, имаш право да укажеш или да го одвратиш, да речеме, синот од луката. Поарно се ќутиш. Никога да го викнеш на коуч негде и... Или Па, праша она е бал коуч. дъската. Да, тоа. Значи, ја не би кажала ништо. И шо? Ки си трпиш последици после? Кој да трпи последици? Не. Он ќе си ги трпи. Он ќе си ги трпи. Ништо нема да кажеш. Па нели родителот секогаш е во право, камо се тоа? Родителот е во право Ако за каже. изборите што он ги прави за своите деца. А изборите на неговите деца се нивни избори. Така, ништо нема да кажеш. Јок. А ќе се сакалдистуваш, ќе се секираш малку? Јок. Не, а? Не. Озбилна сум. Најозбилна сум. Јас тој муабет Не ми личи за таква. Не, јас тој муабет го имам правено. Така. Да, Тоа со е блиски гајле. луѓе, да, јас не можам да сватам од зашто трескањето од земја за некои ситуации, бла, 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 кога тоа не е твоја работа. Он си одправник. Па, шо се? Добра ли, може би фамилијата е лоша, девојката не е лоша? Не може да се... Нема. Не се изјасни Снежа. Не бе, кажа бо. Снежа. Значи, она Не беше нешто конкретно прашањето. Не беше. Не конкретно беше. Така е. Али како и да е, тоа не се ретки ситуации. Па затоа. Супер е прашањето, зашто луѓе паѓаат у замката да си го растурат раатот со своите деца. Да. Зашто? И кога е... Заради нивно мислење, пази. така. Пошто А тоа. на ручек ги викаш и 20 или само синот? Двајцата. Ми стави мислење и рано ми уште. Да видиш. Колку години ти има децата, извини? Мали се. Ај, добро. 9 и 7. Добро. Добро. Сега соженив ја. Почекај.
Добро, Марија. Те вика пријател да настапиш некаде и тоа за сума 3 пати повисока од таа која што е реална. Добро. Значи те вика пријател, вика дојди, значи само пееш ништо. Значи сумата е 3 пати повисока. Значи одиш или одбиваш? Или се мислиш чекај зашо ме плаќа толку што е ово? Па ако ми е пријател, нормално е ќе одам. Нема да се посомневаш во ништо, зашто токава сума ти нуди? Зашто па знаат Квалитетно се плаќаш. знаат дека квалитет се Ама не можам со Па добро. Не знам зашто би се посомневал. Па, Али Нема, ако ми е ако не се пријател, јас би му рекла не, нема шанси да ги земам тие пари, таа сума. не, може би и самиот еве токму на тоа сакам да те наведам да размислуваш, значи дали може би Ќе прашам зошто. е така, зошто може би ке бара да поделите во тој тип сакам да кој плаќа? Уствари пријателот или некоја тезга е? И па сега не ми пишува тука каде. нешто Не сум конкретно можела. прашање, Окей, да, не А се сум. вика, но Не би- мој питон, даш Не, пашла. би отишла. Да. И нема да му понудиш нешто од парички. Па зашто тоа се мои пари заработени. Као не пе. Мара на рака, мара за рака и тоа е тоа. Ама частен една вечера, частопка ќе има, така. Кебапчиња, нешто. Да му се заблагодариш нешто. Да, па пријател ви онака Што ќе ти се завршил работа. Сега ќе ми дојде дома и ќе ми лежи по кревет и ќе ми јаде, ќе ми пие, така да. Значи прерачунато и тој трошок. И по кревети ќе лежи. Па нели кога ќе ти дојде некој на гости и се обтегнува, онака. Лежи по кревети. Не бе, ја не бе, ето, Как видиме, јас сум легнат. Што ми фали? ми доаѓа ми лежи по фотељи тука, добро. Тони, може? Може? Ајде. Човек кој пред некое време ја потценил твојата работа, јавно тоа го кажал, сега е на некоја позиција и ти се јавува за да те ангажира за настап. Не зборуваме за политичка, туку да речеме некаква позиција на некоја фирма или било како, ти се јавува тој лично да те ангажира за настап. Дали прифаќаш или одбиваш? Ако знаеш дека нели претходно ти испљукал, кажал дека не те бира. Гужва сум ке те барам. Така? Да. Значи тука не Не се јавувам. Да знам лично дека тој нешто вакво и сега после ме бара, да се случило. И ништо не правиме. сечење, толку. Па не сега, ба тоа е сега, нема шо. Добро, а дали ако се извини или ако ти се би сменил мислење или не? Не. Не. Добро. Одлично. Макар и јавно. Ако да, едно 10 пати поише. Тикај Марија, бе. И едно кафанче. Да И го патни снима, па го трошоци. дава, а ги дава пари. Патни трошоци како вие што зимаат наши. Се шалам, не. 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 Се има случајно да баш таква ситуација. Не многу пати, ама ми се има случајно и нема потреба да нешто си правиме вакво Барам на памет. лице. Да. Добре го запишуваш не креве. Не бе, нека се стои како што е. Добро, окей. Ајде, Мартин. Знаеш дека за мене Мартин. Најтешкото прашање за кара. Увек, да. Ајде делегачи. Увек, ајде да се разбудам. Како се спреми како и некче боцни го. Да. Со прашањево. Мартин, те бара поранешен пријател, другар, али другар со кој што сте се разделиле баш онака лошо со. Добро. Значи све. И ти вика, итно ми е Мартин, те молам дојди. Значи таа е реченицата конкретно и јасно. Мартин, итно ми е дојди. Што правиш? Палам кола идам. Стварно. Да. Дефинитивно. Дефинитивно. Значи, Не, нема све за- шанси. Не. Мислам и да сме се разделиле после толку време и да не му дошло уште памет или мене да не ми дошло памет. Мартин дојди итно ми е. Значи остануваш човек до крај. Самиот факт дека го бара после толку време и што не знам што се десило, значи нешто има стварно. Не да треба да се земе оружје или не. Толку. Така? да. Да. Уф, добро. Значи преминуваш преку све. да бидеме реални пари. Значи, да е човек што не знам, сме се сретнале 2-3 пати па сме продолжиле да се расправаме или нешто ова или она, али после толку години да ми се јави, секако дека ќе станам, ќе запалам кола, ќе отидам, колку што можам, ќе му помогнам. Не дека тоа јас после ќе продолжам со него да се дружам. Ни подразно. Ни подразно. Него у моментот ќе му помогнам и пак ќе се повлечам. Добро, се согласуваме дека е така најдобро? Да. Се согласуваме, така. Ура! Да дам подароци, може ли? Ајде. Тоа го чекам на цела емисија.
Zara Fashion Home ви подаруваат, за сите имате различни подарочиња, така да ќе видите што се. Повелете. Значи, кашкавалчињата. Еве ги тука, повели Осоговски млечни производи за вас. Тука имаме за да бидете здрави, за да бидете добри овој период нели на вируси. Натура терапија ви подарува. Значи, клоше, имаме козметика, полска. Ќе однесеш дома, ќе ја поздравиш сопругата. Ја оговаравме денеска, Или така да ќерка ми, или ќе ги ќерка ти, докачи, како сакаш, така. да. Добро, имаме уште еден подарок, значи Ладрија е хрватска козметика, овие се за под очи, ќе ти ги дадам тебе, значи вака за подочници. Чекай, Добро. што сакаш да кажеш со тоа? Не сакам ништо да Јас исто да кажам го со помислам. тебе. Мене вака. И мене да ме одбере. Ќе му ги дадам на Тони да ги однесе на сопругата. Не ти дадам тебе. Ја ги си става мало. Не, сакам да кажам дека имам јас. Еве, си дам на тебе. Хипербарна комара. Оксизен. Оксизен, зен. Да ги тушиш. Да, оксизен. Да ги тушиш. Ќе дојдеш, ќе пробаш. Кога сум Ќе отворил видиш. ја? Да видиш, не знаеш, сите Јас ги ќе ти имате. кажам, да. Повели, ќе ги добиете и вие, баш значи убаво за име. добро здравје, за подмладување. Прекрасно. Не дај Боже, ако има некакви болести, не дај Боже. Да. Ако се уште не сте се приклучиле на Глеј МК, македонската платформа за гледање на серии, на филмови и нешто конкретно таму се гледа, така да еве премиум ваучер за да се приклучите и сите ќе го добиете. Ајде на крајот, значи да заклучиме како да си поставиме граници и има ли возраст кога треба да се научиме да кажуваме не, затоа што викаат дека на подоцнежни години па е многу тешко, затоа што нели ќе изгубиш луѓе, не знам, можеш да ти биде тешко да се навикнеш. Ти ќе ми дадеш заклучок, а ајде Тони, како се учиме да кажуваме не? Па со тек на време. Со тек на време се стекнуваат искуства. Што повеќе удари примаме, тоа повеќе после знаеме како да ги ескивираме ударите или да не ги примеме и да автоматски на тој начин се нешто се кажува не, што ви рекле. Со тек на време се стекнува искуство и мислам дека тоа е таков некој природен процес за да се заштитиме себе. Да не бидеме повредени. Така, ти кога научи да кажеш? Кога? Кога научи ти? Ја не сум научил уште. Не Ја си, учам. Чекај. Рано му е. Ја преска него не му кажав не, ја викам не пијам, вежбам. Пивче сакаш, пивче, викам ајде брат, да Зошто да не? Наш новчаникот у колабе ја. Не му кажав не. Знаеш не филмот Yes Man, јас сум No Man. Зошто да не? Зошто да не? Why not? Тоа е добро. Марија, ти си научила да поставаш граници или да кажуваш не? Па сум научила со текот на годините, да. Изгуби многу луѓе со кажување на не? Па сепак моите пријатели останале со вред на едната рака. Так. Сум изгубила многу луѓе откако сум почнала да кажувам не. Али сето тоа е искуство и ајде дел од животот. Добро. Мартин, ти? Дефинитивно со Тони согласувам, искуството, осознавањето на самиот себе, работите кои што можеш да ги трпиш или работите кои што не сакаш да ги трпиш или сакаш да ги трпиш, ти прават една јасна слика што треба и што не треба да си дозволиш во животот, ставаш линијата и тоа е тоа, ме разбираш? Меѓутоа, пак кажувам, генерално, границите се за луѓето што се надвор. Значи, во фамилија не можам да ставам граници. Ете, и кога ќе ставам и буџи, кирка ми, сакала да пее, викам, нема да пее, неа, крши по фестивали, ме разбираш? Значи, нема, ја никогаш не сакав, например, со тоа да се занимава, викам, ај нека учи, ме разбираш? Не, она сака пеачка да биде, и ете, пак границата ја поместив, она иде и си продолжува по незиното. Мартин, добро. И ќе заклучи Елена, ајде. Како да научиме да кажеме не? И у колку саат почне тоа? Колку сад го помина времето. Добро. За некои, види, некои луѓе се раѓаат такви, значи стварно. А за некои луѓе е малку потешко, секој со своите фетиши пак, нели, со своите лекции. У принцип, колку си по-окей со себе, нели, толку ти е тебе и полесно да кажеш шо, како и зашто, без да навредиш, повредиш или шо знам ја да му направиш на некој друг. И тоа се осеќа, сваќаш. Така што
ем искуството, ем годините, ем карактерот, значи зависи каков микс си, ќе ти треба помалку или повеќе време, ама евидентно еднаш кај животот ќе мора да научиш. Значи треба прво себе да се запознаеш и да знаеш колку вредиш. Скроз, да. Така, значи добро, на крајот да завршиме, да или не? Да завршиме, да. Не е лошо да завршиме. Не е лошо да завршиме. А ви благодарам што бевте мои гости и јас уживав. Следен пат, Марија, те чекаме Со кенгурот. со кенгурот да дојдеш. Тоа сакам да кажам. Не вака, рипам со двете нозе. Баба ти молим, без баба ти да не доаѓаш. Ве поздравувам, се гледаме следната недела.